Да си изгубен е состојба на тотална дезориентација. Си одиш по патека во некоја шума со пријателите и наеднаш сваќаш дека околу нема никој. Си велиш се загубив, ти си пак тука, на истото место. Може би тие се загубија? Од кај знаеш кој е загубен? Заш пак ти да си? Чекај, ќе видиме како ќе се развијат работите. Да видиме кој ќе викне прв по помош. Во една таква ситуација е многу тешко да се откријат кој е загубен, ти или тие. Некои научници верват дека не постои такво нешто како да си загубен. Само едноставно не знаеш кај си. Кај кога ќе се загубиш? Ти си пак тука некаде наоколу, а си се изгубил. Чудно. Или кога ќе загубиш нешто. Многу е тешко да го пронајдиш кога еднаш ќе се загуби, како невиноста на пример. Некој едва и чекат да ја загуби. Еден топол мајски ден во 2003 негде околу 7 без 15 ја загубив невиноста. И сега кај ти е? Нигде. Како мој да е нигде? Сама појде таму? Или сакаш да кажеш дека ти за миг појде нигде, ја остај таму и после во следниот миг се врати? Или ја спакова убав фино невиноста и ја прати по пошта? Со брза пошта, само за 24 часа, вашата невиност на сите страни во светот. Да се изгубиш, да загубиш, нешто да снема. Се тоа слични работи. Да загубиш нешто. Да не ми ја видовте ноктарицата, ја загубив. Дали сега ноктарицата се чувствува тотално дезориентирано како што велат научниците? Денес изгубив на фудбал, не се чувствувам дезориентирано. Или загубив 1500 денари на спортска. Се чувствувам гадно. Не толку дезориентирано. Ја загубив најдобрата пријателка од кога тргна со нејзиниот дечко. Таа е тука. Точно знаеш во која зграда живее. На исто место е, а велиме ја изгубив, ја загубив, готово е. Е, не тија пријателката. Не, таа за мене е за секогаш загубена. До крајот на животот бескрајно ќе патам. Ако куќето ти е на друго место и ти знаеш дека е таму, тогаш куќето е таму. На друго место. Ако е на друго место, а ти не знаеш кај е, тогаш е загубено. Кај ми е куќето? Загубено е куќе златен ретривер по име Джес. За честниот пронаоѓач следи награда. Вие го најдовте. Не беше тешко, се врткаше кај мене пред зграда и го најдов. Не, загубено беше. И моите деца се секој ден пред зграда, ама не се загубени. Ако си изгубен, најважно е одма да почнеш да вртиш во круг, за да ја запознаеш новата околина. Во моментот кој ја запознаеш, веќе знаеш кај си и не си веќе изгубен. После види дали си овде или онде. Ако си на било кое место, значи не си изгубен. Ако си на двете места истовремено, дефинитивно си изгубен. Постои верување дека ако загубиш нешто, тогаш човекот кој ти го подарил не ти значи многу. Драга, извини, бевме на прошетка и ги загубив децата. Ѓубре едно, знаев дека не функционираме заедно. Како да постапиш кога ќе ти снемат нешто? Од кај знаеш дека не е украдено? Многу лесно. Оди провери кај што си го оставил последно. Или не, ако си сигурен дека си го загубил, оди на точното место кај што си го загубил, само наведни се и ќе го најдиш. Ако не се појави за 48 сати, тогаш можеш да се јавиш и да го пријавиш во полиција дека е исчезнато. Дали нештото кое што си го загубил имало некакви непријатели? Ова дефинитивно важи ти за предмети. Јас сум смртен непријател на правосмукалката на комшиите, особено во недела во раните утрински часови. Сите овие правила важат доколку нештото што си го загубил не е разумот. Кога ќе го загубиш разумот, имаш впечаток дека ништо не е загубено и затоа не вреди да бараш. Статистички гледано, секогаш нештата што ги губиме ги наоѓаме на последното место. Логично. Глупо е да продолжиш да бараш од кога ќе го најдеш нештото. Последните 15 години ми се загубени. Ако имаш позитивни спомени од одреден период на време, тогаш тоа беа добри времиња. Ако имаш лоши спомени, тоа се загубени години. Изгубив 15 години заради тебе. Епа последните 15 пробај комуникацијата да не ви се заснуват само на 5 збора. Дај далинското. Чутимур. Доста бре. Има случаи кога по сопствена волја не сакаш да знаат кај си. Тогаш исчезнуваш. Тогаш не си загубен. Тие што ќе те баре не се сигурни дали си загубен или си исчезнал. Не знаеме кај е, едноставно исчезна. Имат некои кои што не по своја волја, ненамерно се губат.
Тоа е изгубен случај. Стадиум кога твојот начин на живот воопшто не се совпаѓа со очекувањата на околината. Остај го, тој изгубен случај. Никош нема да се промени. Или пример забега. Леле колку сте забегани. Тоа е ситуација полна со можности. Тоа значи дека се различни, интересни, чекор понапред од останатите, ама имат опасност тоа да излезите од контрола и да станат тотално забегани. Тоа е кој ќе им кажат комшите на нивните родители: "Треба малце да си ги подприберите деца." Тогаш веќе се изгубен случај. Разговараш со некого и ти објасни нешто што е многу комплицирано за слушање. При ортодонска оклузија, првиот премолар со мезијално-инцизијалната рамнина на својот вестибуларен тубер во собствената централна фисура оклудира со дисталниот секалниот рап на долниот канин од една страна и со мезијално-инцизијалната рамнина на долниот премолар од друга страна. И секако дека во полза на отроонклузијата потребно е присуство на отсуство на интрадентална папила. Чекај, те изгубив. Како кога сум тука пред тебе? Може да загубиш клучој и некој да ги најде по една минута. Дали сте му го направиле тоа на пријател, пријателка? Да му скриете нешто и да се правите дека ништо не знаете. Кај ми е мобилниот? Паник. Леле не, го загубив. А ти цело време знаеш дека е тука. Ти го скри. Значи да изгубиш нешто или да се загубиш е само недостаток на информации. Неинформираност. Некогаш дури намерно можеш да посакаш трето лице да си оди веднаш. Ме нервираш, губи се. Исчезни. Ти реално не сакаш да исчезни, да не постои. Тоа би било премногу. Само не сакаш да знаеш кај е. Го видов Роберт кај раскрсницана. Не ме интересираат, за мене тој исчезна. Обично постари мудри лица велат: "Секој ќе си го пронајде својот пат." Дали тоа значи дека сите сме изгубени во сам почеток? Не ме бенди свит то. Лош почеток е. Премногу звучи неинформирано во ова информатичко општество. Bam 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 bam.